Последни вести денеска, добро вечер. Семејствата на загинатите во трагичниот пожар што ја запати дискотеката Пулс во Кочани. Попладнево го одржаа 10-тиот марш за ангелите. Почетокот беше закажан во 18 часот и 5 минути, но намерно беше одложен како символ на задоцнетата реакција на институциите. За разлика од претходните маршеви, обележани со тишина, роднините и пријателите на настраданите овој пат молкот го заменија со испиркувања пред полициската станица и зградата на судот и обвинителството, како и гласни пораки дека трпението веќе им е исцрпено, а одговорноста за загубените животи и натаму е недостижна. Родителите јавно прашаа како е можно да се прави акциска контрола во објект кој не смее да работи. Како постапувале полицајците во дискотеката и зошто УЈП не ја затворила и дозволила да работи со блокирана сметка. Исто така побараа средба и со јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, кое се уште ја води истрагата за инволвираните актуелни и поранешни полициски функционери и службеници. Дали акциската контрола е спроведена законски? Дали светлата беа запалени? Дали музиката беше стопирана? Дали службените лица од МВР кои беа таму и видоа дека настанува пожар, воспоставија коридор и ги насочија нашите деца во темницата и чадот полека да не го напушти објектот. И најпрвин не ги пуштаат да излезат. За потоа кога огнот се повеќе беснееше и се создаде толпа од деца кои сакаат да излезат надвор, полицајците ја отворија вратата и први пред децата трчаа кон излезот да се спасат. Дали се утврдени неправилности и одговорностите по кои работеле? Дали сите тие лица вработени во МВР кои беа во акциска контрола се повикани на распит и се осомничени? Бараме одговори и одговорност од МВР. Бараме средба со ОЈО ГОК. Фирмата МММ Кафе, собственик на дискотека Пулс, работела со блокирана сметка дури 217 дена. Евидентирана блокада, која се уште не е тргната, била заведена на 16 август 2024 година. И тука се поставува суштинското прашање. Дали управата за јавни приходи требало да го затвори клубот уште во септември 2024 година? Ова не се технички грешки, ова се системски прашања до истражителите, до јавното обвинителство. Дали е точно дека управата за јавни приходи не постапила по своја законска обврска согласно член 117? Кој во УЈП бил надлежен да го поднесе барањето за стечај и зошто тоа не било направено? Обвинителството го осомничи вработениот во Народната банка Зоран Д, кој вчера во завршниот збор на судењето за убиствата на Вања и Панче, обвинетиот Велибор Манев го посочи како лице кое го зело пиштолот со кој што прво обвинетиот Палевски ги извршил убиствата. Ова сепак нема да влијае на изрекувањето на пресудата, закажано в среда. Дејан Трајковски со информациите. Зоран Д, вработениот во Народна банка, кој според Велибор Манев по налог на Љупчо Палевски Палчо ги сокрил пиштолот со кој били убиени Вања и Панче, како и моторолите со кои комуницирале обвинетите, се сомничи дека сторил кривично дело помагање на сторител по извршено кривично дело. По 24 часовниот распит во полиција, судот ги прифатил предлозите на обвинителството и нему му се одредени мерки на предпазливост додека трае истрагата. Во меѓувреме биле извршени и претреси на две локации. Според исказот на еден од обвинетите, сега осомничениот помогнал со прикривање на орудијата со кои се извршени кривичните дела за кои е пропишана казна до животен затвор. По пренесени инструкции од прво обвинетиот, осомничениот од просториите на политичката партија Десна зел еден син ранец во кој се наоѓало огнено оружје пиштол, со кој биле извршени двете кривични дела и го отстранил од партијата. Со тоа им помогнал на обвинетите да не бидат откриени. Велат од ОЈО Скопје. За сега останува мистерија каде е синиот ранец, но според адвокатот Звонко Давидовиќ, доколку евентуално се пронајде, МВР многу лесно ќе може да утврди дали оружјето се користело за убиствата, а од пиштолот и моторолите, вели, може да произлезат други биолошки траги и докази, кои ќе ги поврзат и сторителите со местото на настанот. Може да се споредат со материјалните траги кои се најдени на лице место. Ние имаме добра служба во МВР, балистичари, материјални траги, вештачење, сето тоа може да го направат. Ако има такви траги кои ќе упатат на тоа
со трагите кои се на лице место, многу лесно, ако се совпаднат, ќе се потврди присуство на определени лица или употреба на оружје на лице место. Адвокатот Јанаки Митровски вели дека и натаму останува дискутабилен мотивот, но и без него пресудата ќе биде законска, бидејќи има време, место и начин на извршеното кривично дело. За барањето на Палевски на ослободителна пресуда вели дека е очекувано, бидејќи не признал вина. Палевски сам се заглави со продуцирање на со кажување дека има докази алиби кои што не можеше да ги верификува, тврди дека бил во банка, нели, и така натаму. И сега на крајот баш ги видов завршените зборови, кажува дека останатите тројца се едниот е нарачател, другиот извршител, третиот стражар, па како ги има тие информации ако не е инволвиран. За другите останати обвинети е гейм овер уште од моментот кога откриваат каде се телата. Телата се пронајдени по нивни искази и невозможно е да тврдат, односно ниеден суд не би прифатил да тврдат дека не биле инволвирани, а знаат каде се телата. Инаку, од обвинителството велат дека истрагата за Зоран Д е посебен предмет кој нема да влијае врз судењето за убиствата на Вања и Панче, каде остана само да се каже пресудата, бидејќи како што велат од ОЈО, обвинението е подкрепено со огромен број на материјални и вербални докази за сторените дела. Објавата на пресудата е закажана за всреда. Под мотото «Ке обстоиме заедно», попладнево во Скопје се одржа 6-та парада на гордоста со фокус на заедништвото, отпорот и борбата за човекови права. Годинашниот настан беше најавен како протест, а не прослава, поради како што беше истакнато од организаторите, зголемениот говор на омраза, институционалното молчење и назадувањето на правата на LGBTQ+ заедницата. Маршот почна во паркот Жена Борец, а потоа од собранието продолжи пред Министерството за образование и наука и пред владата. За нас обстојувањето не е само преживувањето кој пркос. Радикално преиспитуваме кому му служи овој поредок. На квир луѓето, на работничката класа, на младите или на старите, на жените, на лицата со попреченост или на ромските заедници, можеби на природата и на целокупната планета, или на неколкумина која ја носат нормалноста како униформа за сеопшта контрола. Хрватскиот премиер Пленковиќ во телефонски разговор со премиерот Мицкоски му дал поддршка за евроинтегративниот процес, нагласувајќи дека земјава го заслужува членството во ЕУ. За телефонскиот разговор во пресрет на извештајот на Европскиот парламент за Македонија информираа двата премиери на нивните социјални медиуми. Со премиерот Мицкоски разговарав за натамошна динамика на европскиот пат на Македонија, за престојниот извештај на Европскиот парламент за напредокот и за состојбата во Југоисточна Европа. Хрватска ќе продолжи силно да ја поддржува Македонија, која заслужува членство во ЕУ, напиша Пленковиќ на X. Мицкоски оцени дека Хрватска е докажан пријател на Македонија, а незината гласна поддршка во клучни моменти представува голем поттик и охрабрување. Продолжувам да ги користам сите контакти за да ја раскажам македонската вистина, за нашиот напредок, за вредностите што ги браниме и за иднината што ја заслужуваме. Македонија заслужува членство во ЕУ, но со крената глава, напиша Мицкоски во објава на социјалните мрежи. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно!